Неправедно во притвор не бил држан само Милијана Кијевски. Страсбур донесе слична одлука и за поранешниот министер за труд и социјала и за образование Спиро Ристовски. Немало ниту доволно, ниту релевантни причини Ристовски да биде уапсен своевремено, а и неоправдано 14 пати му бил продолжуван куќниот притвор за случајот организатори на 27 април. Вака цени судот за човекови права во Страсбур, а воедно утврди дека судовите во Македонија не ги разгледувале жалбите на Ристовски навремено. Одлуките на апелациониот суд со кои се отфрлаа жалбите на вториот жалител против наредбите за продолжување од 25 декември 2019 и 23 јули 2020 година му биле доставени на 6 февруари и 25 август 2020 година соодветно. Во април 2023, како што објавија медиумите, апелациониот суд ја укина пресудата на Ристовски и го врати предметот на повторно разгледување. Во одлуката Страсбур ја задолжува државата да му плати оштета на Ристовски од вкупно 2250 евра во рок од 3 месеци од правосилноста на пресудата. Судот утврди повреда на членот 5, параграф 3 од конвенцијата, од причина што сметаше дека причините кои ги навеле домашните органи со цел да го оправдаат долготрајното траење на притворот кај господинот Ристовски не биле доволни, ниту пак биле релевантни согласно стандардот втемелен во Европската конвенција за човекови права. Освен за Ристовски, кој поминал 21 месец во притвор, идентична пресуда поради неоправдано продолжување на притворот има и за Митко Пешов, раководителот на одделот за посебни единици во полицијата, беше осуден со казна затвор од 15 години. Правдата е спора, но е достижна. Судот во Страсбур утврди повреда на правата при определување на притвор од страна на домашните судови. Она што ние го зборуваме повеќе од 6 години, дека ние немавме основна фер судска постапка, од почеток до денес го потврди оваа пресуда, која е уште една во низата пресуди кои стигна изминатите месеци во наша корист. Во ноември минатата година, судот во Страсбур слична пресуда донесе и за поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Кијевски, кому неоправдано му бил продолжуван домашниот притвор во два судски случаи, за 27 април и за шпански скали. Државата на Јана Кијевски треба да му плати оштета од 3900 евра во рок од 3 месеци од правосилноста на пресудата, како и 2200 евра за трошоци и расходи. Судот во Страсбур во мај лани пресуди во корис на Елена Доцевска Божиновска, која исто така била неправедно притворена.